Часот по веронаука е поддршка на образованието, го изградува семејниот човек со став, ги потикнува искрените и честни односи со нашите ближни, помага во полесно разбирање на семејството и општеството во кое живееме, ни ги открива тајните на Бог, на светот и на човекот. Ја спознаваме смислата на постоењето и да го пронајдеме нашето место во општеството, негувајќи ја традицијата и вредностите. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ги долговите наши, како и ние што им ги проштеваме на нашите должници, и не не воведувај во искушение, но избави на лукави. Денеска пред нас имаме за разработување нешто што на вистина може да се каже дека преди, тоест и овој збор мој беше како да не вредеше ништо, а знаеме дека сите блаженства вредат и дека дури и доволно ќе беше да не беше останато ништо напишано од зборовите на Христа, но само да останеа блаженствата, бидејќи тие се доволни за да се спаси човек. Еднаш во дискусија со еден мој пријател се поведе еден муабет што секако беше од оние зајадливите муабети што секогаш се поставуваат околу црквата, нејзиното учење. Значи, се поставуваше муабети, прашање зајадливи околу гребовите на оние што ја водат. И ми текна една мисла што сега се сакам да ви ја кажам на вас во поглед и на смисла на оно што го учиме. Бидејќи сите оние што сте на предавањата од самиот почеток или што се вклучува во темафу подоцна, пред се гледате дека материјалот што го изучуваме и што го предавам јас не е материјал за првачиње. Свесен сум за тоа и дека ме обвинуваат дека зборувам како екс-катедра, односно како академски професор, или како, што би рекол Балашевич, ќе се зборуваат за пловење на море, оние што никогаш не диграат на вестидро. Но слава му на Бога, бидејќи кога некој ме обвинува, покажува со тоа дека на вистина сидерот никогаш не го дигна. Затоа и вам ќе ви речем. Денешната тема ќе ве поучи на едно. Разбудете се, бидејќи дојде време да станете оспиени. Не само вие, јас, сите што ве водиме. Разбудете се, бидејќи овој живот што го живеете ви е единствена шанса. Немој да се задоволите со едноставното, но пред себе си поставете високи цели за да ги исполнувате. Христовата наука пред се е наука за спасение. И затоа, оној кој што сака да се спаси и кој што сака да ја разбере, не треба само да очекува и од оној кој што предава, бидејќи тој како човек има своја гордост, свои слабости, свои мани, да ја сум најгрешен помеѓу сите вас. Но треба да очекувате разбирање во молитва, бидејќи и најголемиот теолог
никогаш не би бил голем, доколку во молитва не би барал разбирање. Ова беше оно што сакам да ви го дадам како порака. А ќе сватите во сотекот на лекцијата зошто. Блажени се миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Сите дали има некој во собава, мислам, трпезарија, тоест, дали има некој во трпезаријата на кој не му недостига мир? Дали има некој што е презаситен од мирот и што сака војна и кади? Ако има некој таков, баш би сакал да го видам. Нема. Точно, сите сакаме мир. Но како да го постигнеме тоа? Што би рекол? Како? Со блаженството. Точно. Со блаженството. Како што спомнав, сите блаженства се исполнуваат едно во друго за добивање на Божјиот мир. Најпрвен треба да го за да станете миротворци, најпрвен треба да го почувствувате Бога во себе си. Потоа треба да покажете милост, љубов и разбирање кон другиот. Потоа треба да сте гладни и да сте жедни за правда, бидејќи Христос тоа од вас го бара. Не бара Христос сега чичко миле да земе меч и да разбива и да се бори и да убива. Но бара пред се да го земе својот духовен меч и да се очисти од гревовните страсти што ѓаволот ги нанесува. Тоа Бог го бара од сите вас. Јас знам дека е тешко. Но кој од вас би се нарекол вистински? Тетка сакате го успеете ова? Кој би се нарекол Шалче? Може да пробачиш? Кој би се нарекол вистински мајстор за ова шалче? Тоест, кој би се нарекол вистински мајстор дека знае да плете шал доколку не би го сплете? Шалче е наистина прекрасно. Мене ми се допаѓа. Но за да го сплетете овој шал, е потребен вашиот подвиг. Потребно е вашето самоодрекување од грешниот свет. Потребен е вашиот стремеж кон Бога. Како што од еден обичен црн конец или Јаков, ако не греши, не може да се направи ништо доколку седа тука. И како што ножиците во рацете на човекот што колпне да направи големо дело, ствараат чуда како ова. Верувате, ова е чудо. Видите како прекрасно. Така и Бог од вас бара подвиг. Сега, да не филозофирам премногу. Блажени се миротворците. Како да бидете миротворци? Мислам, сите сте свесни дека во ова време сте слушнале за мировни мисии на КФОР, Обединети нации, ти реков ми рече дрндара мандара. Сите сте свесни дека се некој во овој живот сака да воведе мир со пушка, со пиштол и со слично, и со атомски бомби. Како што за време на Втората светска војна се доведе мирот во целиот свет со фрлање на 2 атомски бомби и со погубување на 200. Колеги, минат. Мирот така не се добра. Кога го запрашал еден свет отец, како да постанеш миротворец, тој одговорил средно. Најпрвим постани миротворец за твоето срце, за отпосле да постанеш миротворец за душите на другите. За отпосле да можеш да ги измириш другите. Пазете, блажени се миротворците, бидејќи ќе се наречат синови Божји. Не мала награда им се нуди на оние кои што постанале миротворци.
знаете дека сите ние сме чеда Божи, сите ние сме синови и ќерки Божи. Се разбира врз основа на нашиот пол. Но чекај, ние сме синови Божи, чекај, ние го исполнивме ова блаженство, не го исполнивте. Како да се наречете синови Божи во оваа смисла? Само кога ќе бидете вистински следбеници на примерот на Синот Божи. А како? Следејќи го на Божите учења. И исполнувајќи го на дело. Зборевме пред миротворците, блажени се чистите по срце, бидејќи ќе го видат Бога. Невозможно е да постанете миротворци. Невозможно е да ширите мир и да скарате 20 раскарани, Петко и Трајко. Доколку го немате мирот во себе. А за да го имате пред се мирот во себе си, треба да изчистите вашата душа од грехот. Бидејќи убаво спомнам, блажени се чистите по срце, бидејќи тие ќе го видат Бога. А кои беа чисти по срце? Оние што ја очистиле својата душа од грехот. Кои што го изчистиле својот ум, својот разум од грешните помисли, оние кои што го зауздале својот јазик од лошите зборови. Така, миротворци постануваат, оние кои што постанале чисти по срце. А како ние ќе постанеме чисти по срце, како ние ќе го зауздаме својот јазик, како ние ќе го вржеме и ќе го ставиме под контрола нашето размислување, нашиот разум, преку исповед, преку покајанието, преку молитвата. А тоа скратено или едноставно со 3 зборчиња се нарекува стремеж кон Бога или постојана близина со Бога. Како и да гледате повторно се 3 збори. Но него да мислите дека миротворците се сите луѓе кои не рачкаат никаго, никој не ги рачка. Бидејќи јас сега можам да седнам на овој стол, да молчам, да гледам во сијалицата и да размислувам за тоа кој е направа, која филозофија има во неја. Но тоа не ме прави миротворец. Зошто ви кажам, поставувајте високи цели за да ги исполнувате. Ви го кажав тоа поради самото тоа што за да бидете миротворец бара подвиг. Како што да не беше подвигот на тетка Царка, немаше да го има тој шал со кој што сега иако сме есен, но и во есен и во зима се топли. Така, доколку го нема вашиот подвиг, вие вистински не може да бидете миротворци. А па не дај Боже да зборуваме чисти по срце, да сте осознале својата грешност. Оној кој што има мир, тој вистински ги исполнува двата најголеми Божи, односно Христови заповеди, кои беа: возјуби го Господа со сето своје срце, со сета своја душа, со сиот свој разум и со сета своја помисла, и возјуби го ближниот како самиот себе си. А тоа само вистински ќе го постигнете доколку имате мир. Простете ми што го повишувам тонот, но жеден сум за тоа мир. А чувствувам потреба дека секој од вас жедне. Царството Божјо се зема на сила, браќа мои и сестри. Таа сила не значи да дојдам и да ве скршам сите од ќотек. Таа сила значи преку подвиг, преку самоодрекување, преку борба со нечестивиот да го здобиете тоа. Не верувајте им на оние што ќе ви речат дека е доволно само да се прекрстите и да речете фала ти Господи што сум жив. Тоа го прават и оние кои што не веруваат во Бога. За да бидете вистински синови Божи што ви го нуди миротворството, треба да покажете подвиг. Христијанството бара подвиг. Подвигот ради добродетел. А добродетелта всушност е мирот.
кој што Христос ви го пружа во седмото блаженство. Дали го сакате Христа вистински? Дали би дозволиле нешто од Христа да ве одвои? Повеќето од вас бевте мајки. Еве, фала му и слава му на Бога што мојата мајка е. Како реагираше вашето дете кога некој ќе го тргнеше од вашата преградка? Ве прашувам вас. Како? Со плачење така и ние треба всушност да реагираме кога ѓаволот и гревот ќе не оттргнат од Бога, а тие всушност не оттргаат. Зошто да дозволиме да не отргне нешто од Бога кога знаеме дека Господ не возјуби? Дали имаме причина? Не. Немаме. Но во вас лежи одговорот на тоа зошто и како може да дозволиме или да се вратиме повторно кон Бога. Зошто се вели блажени се миротворците бидејќи тие ќе се наречат синови Божи. Бидејќи ви спомнав, сите ние сме чеда Божи, керки и синови. Но зошто ова ви го вели и ова Христос всушност го вели тука, дека ќе се наречат синови Божи. Пред да дојде Христос на земјата, што се случуваше? Човекот со првородниот грев беше одвоен од Бога. Пред првородниот грев Адам обштеше со Бога. Бог му се јавуваше директно на Адам. Но откако сгреши Адам, се одвои од Бога. Библијата што ја гледате сите пред вас, да, оваа книга, ја држам во своите раце, бидејќи поради нашиот грев се оддалечивме од Бога. И Бог виде дека ни е неопходно нешто што постојано ќе не подсетува на неговиот збор и на неговиот закон. И затоа, преку вдохновение од светите луѓе ни ја остави всушност оваа книга, да се поучуваме и да знаеме како вистински да го постигнеме мирот. А самото ова света книга јасно сведочи дека бевме оддалечени најпрви од Бога. Потоа од луѓето, замислете го, веднаш после падот во гревот, брат губи брата си, Каин губи Авела поради љубомора. А што уште на почетокот на создавањето на светот се случи тоа, може да замислите како беше понатаму светот. Свет во кој се оддалечувавме од Бога со содомскиот грев, односно неприродните полови општења и неприродните општења со животни, прељубите и секаков недостоен грев што не е достоен ниту да се изговори. Христос кога дојде на земјата, нас луѓето затекнати во таква состојба, најпрви, велам најпрви, не измери со Бога, бидејќи нашата душа жедна беше и се уште е жедна за Бога. Не го чувствуваме тоа на моменти. Зошто не го чувствуваме? Зошто кога стоиме на богослужба не го чувствуваме тој жед за Бога? Дали некој се запрашаме? Повеќето доаѓаме на богослужба, доаѓам јас. Јас пеам, ако сте ме приметили. Зошто по некој пат кога пеам, дали секој пат, дали по некој пат не ја чувствувам жедта за Бога? Сатаната може би. Не. Поради тоа што дозволив мојата душа да се испрла, да се изгнаси целосно, и мојата душа наместо огледало ја направив блато. Кој успеал да се види во блато? Или кој успеал во блато да види некој друг? Ако постои таква легенда, јавете се. Или ако го знаете таков човек. Нашата жед за Бога, нашата љубов за Бога, нашата љубов кон ближните, понекогаш што ја немаме. Не ја имаме бидејќи
Не дека не постои длабоко во нас, таа постои, таа тлее. Но тлее скришно и до степен на гасење, бидејќи наместо да дозволиме тој оган да гори, ние фрливме наметка на гревот. А таа жет ќе распламти и ќе терате да горите од љубов само кога ќе се очистите од гревот. А како? Со тоа што денеска кога зборуваме за миротворството, најпрвен ќе се измирите со оние на кои што знаете дека сте сгрешили. Бидејќи оној кој што не се измирил вистински со луѓето, како ќе се измири со Бога? Свети апостол Јаков вели, не може да рече дека некој верува и го сака Бога, доколку не го сака својот ближен. Бидејќи Бога не сме го виделе, својот ближен го гледаме постојано. Мирот е за кој што ви зборувам денес. Вистинскиот мир. Е таков што ви нуди мир на разум, мир на волјата и мир на чувствата. А верувам дека токму тоа сите од вас го барат. Јас мислам дека на сите ни е смачено сегашниот живот. Бидејќи животот стана преисполитизиран, чувствуваме постојано незадоволство и од оние кои што и духовно и административно не водат, и само тонеме. Така и тонеме. Бидејќи никој од нив не може да ви го даде тој мир доколку вие тој мир не го побарате од Бога. Јас можеби сум поставен тука по Божја промисла да видам баш веруучите. Но јас не можам да ви го дадам тој мир. Јас можам само да зборувам за тој мир. Но вие сте тие што тој мир можете да го добиете од Бога преку барањето. Бидејќи во Светото Писмо вели: чукајте и ќе ви се отвори. Барајте и ќе ви се даде. Не се криви свештениците поради лошите ситуации во помесните православни цркви. Не се криви ниту оние што ја водат власта поради лошата ситуација во државата. Ние сме тие што ја правиха државната држава. Јас, Дејан Апостоловски. Вие. Зарем државата е поим или црквата е поим каде што не сме вклучени ние? Дали би постојала, би постојала, но дали тетка царка е само еден општ поим или тетка царка е збир на органи срце, бели дробови, раце, нозе, очи? Дали тетка царка би била тетка царка доколку ова рака би била на една страна, очите на друга, дали е тоа тетка царка? Не, тоа се растврдани органи. Така секој од вас е орган посебно од црквата, орган посебно од државата. И за вистински да го имаме тој мир, таму каде што го бараме, најпрви, тој треба да излезе од нас. Немојте да ги обвинувате оние околу вас како што честопати јас тоа го правам. За немање мир. Само светите луѓе може да шират мир. Само луѓето кои се дадени на подвиг. Немој да ме сватите дека подвигот значи да се откажете од вашите внуци, од вашите деца. Не. Да требаше да се откажете од вашите деца, ке пишуваше во Светото Писмо. Подвигот не значи да се откажете од до сегашниот начин сабале ке станете ке изедете една кришка лек. Подвигот значи духовно да се очистите. Оној кој што вистински духовно се очистил, верувајте, нема да има потреба да се откаже од нешто, бидејќи тој ќе живее повеќе духовно отколку телесно. Оној кој што го ја исчистил својата душа, исто како Христос, што 40 дена постоеше во пустината без леп и вода, така и тој ќе може.
бидејќи не е човекот за храната создаден, но храната е создадена за човекот. Така да, доколку го барате тој мир, дозволете да излезе од вас. Бидејќи, можеби во овој чуден свет, во кој дел имаме и ние, е невозможно кога јас видам со калашников вие да минете со ружа, со бордомашничка. Невозможно. Но Христос не научи дека на злото не се враќа со зло. Бидејќи само така злото уште повеќе расте. Христос над земјата дојде да шири мир. И затоа Христос е наречен и кнез на мирот. И затоа новиот завет, Христовата наука, Евангелието, е наречено Евангелие за мирот. И на тој мир сме должни ние. И Христос не научи на злото, на од неправдите, да враќаме со љубов и со добрина. Бидејќи само на тој начин ќе се оправдате на Бога и ќе ја добиете вашата награда. Бидејќи блажени се оние кои што ќе бидат намразени, прогонети и против кои лажно ќе се зборува заради Христа. Од и тие наградата ќе ја добијат од Христа. А многу од светиите во календарчето кои што вие впрочем го гледате можеби секој ден, го добија подвигот, односно венецот на слава преку таков подвиг. Преку одрекување од себе си, преку прифаќање на јаремот, да бидат намразени од сите и на тоа зло да враќаат со добро. Оние кои што го имаат тој мир, ќе можат вистински да шират мировието. Дали земете сега една ситуација. Јас сум искаран со чешко мир. Дали некој од вас го успее да смири? Доколку нема мир во себе. Може би и тука ќе излезе. За жал. Вие треба да решите да се смирите. Не, јас не сум скаран. Но кој ќе ме измири вистински? Сум бил сведок и Бог благослови да познавам еден таков човек кој што бегаше со брзина на светлината само да не ја слушне похвалбата од луѓето и кој што твореше и мир и благодарение на кој јас не се откажав од богословие, бидејќи патот што треба да го пройдете за да завршите богословие не е лесен. Тој човек уште мало останал без родители. Тој човек вистински живееше духовен и телесен мир во себе. И тој човек, иако беше казнуван, беше понижуван, успеваше таков мир да шири, како што никој допред него не покажа. И верувајте, сведок сум, и Бог е сведок за тоа, дека и најтешките случаи на скарани браќа успеваше да ги смири. Каде и да се појавеше, самото негово присуство ширеше мир. Тој човек многу ме задолжи и ми покажа дека животот е постојан подвиг. Иако јас можеби не сум ни на почетокот. Но ако ви е потребен мир, не ги слушате само моите зборови, но исполнувајте ги, бидејќи мирот е постојан подвиг. За да доручкувате утре или да ручате, се е потребно вашето подвизување за да ја направите таа храна. А мирот е духовна храна, која што ја добивате од Бога преку благодата на Светиот Дух и која може да ја ширите само доколку сте ја постигнали. Виновни ви се другите бидејќи немаат мир во себе? Прифаќам, виновни ви се. Виновен сум ви јас. Прифаќам, виновен сум. Бидејќи го започнав предавањето со Исус. Но
Немој да дозволите да обвинувате. Немој да дозволите да кажете на судијата, ова беше за пенал. Повелете, изведете го пенал. Повелете, дајте го мир. Бидејќи Христос не ве повика да седите на трибините. Да, интересно на трибините да се гледа фудбал. Тоа би го кажува човек кој што е антиспортист, кој што не гледа фудбал. Но најинтересно е да си на трибината и да се боиш. Така да, ако сакате вистински, ако сте жени за тоа, започнете од почетокот. И сватете, дека што се нарекуваме православни христијани, дека тоа што се всушност веруваме во Господ Исус Христос не е традиција. Не е суштината на се да викнете свештеник само да ви го освети колачот за слава. Не е суштината на се да викнете свештеник да ве венча и толку. Не е суштината на се да викнете свештеник на гробиште или да ви го крсти детето. Да, ќе го направите тоа. Свештеникот е должен со молитва да ви го направи тоа. Но Бог ја бара и го бара вашиот подвиг. И тој свештеник, исто како што и вие, мора да се подвижува. А тоа го мора најнапред за вам да ви даде пример, а потоа и самиот себе си да се спаси. Но вие кои никому не сте од Бога задолжени да дадете пример. Мора да сватите дека суштината на христијанскиот живот е постојано работење на себе си. А вистински работи на себе си оној кој што се очистуваат своите гревови, кој што во своите раце, и во левата и во десната, како меч ја има молитвата, а како штит го има мирот, а како обувки ја има правдата, а како шлем трпението. Само тако човек ќе успее да победи во војната против ѓаволот. Доколку со боси раце излезете на она селска тепачка со некој, а тој е наоружен со меч, мислам дека веќе сте го изгубиле мечот иако не можете. Затоа бидете будни и молете се, бидејќи не се знае ниту часот, ниту денот кога Христос ќе дојде. Можеби Христос ќе дојде за 100 години, може за 200. Но за сите нас, доаѓањето на Христос е моментот на нашата смрт. Сведоци сте дека умираат и деца помлади 20 години и луѓе постари од 150. Постојано трудете се. И имајте го пред своји очи, вашиот крај. Бидејќи оној кој што ја има својата смрт пред своји очи, тој нема да сгреши и вистински, постојано и постојано ќе се труди. Нека не ве залажува тоа, дека нашата неправда, нашиот грев е сокриен од очите на луѓето. И да е сокриен, тој е видлив пред очите на Бога. И Бог ќе го разоткрие пред сиот свет, ако не сега, на страшниот суд ќе го разоткрие. Сега, кога го завршив предавањето за мир, пред да продискутираме, би сакал да го прочитам, да го прочитам братот Никола Евангелието денешно што се читаше на Божествената литургија и да ви го протолкувам и да ви го објаснам. И уште еднаш ќе ве потекам. Доаѓајте на Божествената литургија. Бидејќи центарот на христијанскиот живот не е часот проверена. Центарот на христијанскиот живот е Божествената литургија која што се служи во светите храмови и на која што се соединуваме со Христа преку причестувањето. Може би денеска не се причисти никако криво Паланка. Во Охрид, кога гледат колку луѓе се причестуваат, ми идеше да липам од радост.
Но сигурен сум дека можеме и тука да се причествуваме. Не дека не смееме како што некој ќе ве учат, не знаејќи дека литургијата се служи за причествување, но трудете се за да бидете достойни. Трудете се постојано и постојано. Не, никогаш нема да го постигнете врвот, бидејќи невозможно, бидејќи Бог е бесконечен. Но секогаш можете се повисоко и повисоко да бидете. Бидејќи Бог го прифати покајанието на блудниот син, кој што сиот свој живот го проиде во грев и дојде се покаја, татко сгреши пред Бога и пред него кој Бог. А не ја прифати гордоста на праведниот син. Ако грешевте до сега, добро, и јас грешам. Не сум ништо помалку од вас повеќе. Може би 10 пати сум грешен. И вистинската христијанска смиреност започнува со признавањето дека си најгрешен од сите луѓе. Грешевме, добро. Да го молиме Бога за шанса да се соединиме со Него. Бог не бара од вас строг пост. Бог не бара ни од вас пост ако не можете. На Бога сте му мили вие, бидејќи Тој ве создаде од својата љубов. Бог ја гледа вашата можност и вашата сила и бара според вашите сили. Кој не може? Нека моли за да може. Кој може, нека моли за уште повеќе да може, бидејќи само во мака да се познаваат јунаците. Сакаме подобар живот. Не е проблем. Дај да го добиеме, дај да се потрудиме. Фала му на Бога што на веронауката има луѓе кои што повеќето се повозрастни. Но вашата возраст не е причина за да седите, јас веќе немам сила. Вашата возраст највеќе треба да биде причина за годините кои ви остануваат од Бога дар, да ги пројдете во стремеш нему да му угодите. Не можете да постите строго, постете онака како што ќе ви благослови свештеник, макар со зејтина. Нека не ви биде срам да го исповедате вашиот грев пред свештеникот. Но најпрво покајте се вистински за тој грев и тогаш вистински на литургијата ќе може да се соедините со Христа преку примањето на честното тело и честната и скапоцена крв. Дали реков дека Бог побара од вас камен што не може да се дигне? Тогаш. Дали имаме оправдание? Немаме, само поради едно. Бидејќи Христос сето тоа го направи како човек. Ни даде пример, иако беше Богочовек. Го направи со својата човечка живот. И покажа дека неговото евангелие е можно за исполнување. И ќе потенцира е можно. А тоа го покажа и светиот Димитри и светиот Јоак. Да беше невозможно. Немаше светии. Немаше да има светии кои ќе го сведочеа тоа со чудесата. А Бог е фален и прославуван од и во своите светии. Вие сте и светии, бидејќи се и треба да се оддалечите од гревовниот начин на живење. И вие може да постанете свети, бидејќи оној кој што ве создаде е свет. А никој не е свет како Бог. И затоа, дај барем овој час, нека биде поттикот за преминување на вашиот живот. Бидејќи не ви посакувам, воопшто не ви посакувам момент кој во вашиот живот ќе ве обрне 360, кој ќе ви покаже дека сте останале живи, само со цел. Не ви посакувам. Тоа што сум тука помеѓу вас е бидејќи останав жив само со цел помеѓу вас. Понатаму нема да ви раскажам. Тоа што сум помеѓу вас е бидејќи Бог ме нарече жив.
Не ви го посакувам исто. Затоа, деновите од вашиот живот, проведете ги како утре да е вашиот последен ден и стремете се кон близкиот на Бога. Верата на една хананејка. И кога излезе оттаму Исус, замина во краевите Тирски и Сидонски. И ете една жена, хананејка, излезе од овие краишта, повика кон него велеки: Смилувај ми се, Господи, сине Давидов, керка ми жестоко ја мачи демон. Но тој не ја одговори ниту збор. И откако пристапија до него учениците негови, го молеа и велеа: Отпушти ја, зашто вика по нас. А тој одговори и рече: Јас сум пратен само кај загубените овци на домот Израелев. Но таа го, кога пристапи, му се поклони и велеше: Господи, помогни ми. Тој одговарајќи и рече: Не е добро да се земе левот од десната и да се фрли на кучињата. Но таа му рече: Да, Господи, но и кучињата јадат од трошките што паѓаат од трапезата на своите господари. Тогаш Исус одговори и рече: О жено, голема е твојата вера, нека биде по желбата твоја. И во тој час оздраве ќерката нејзина. Тоа е денешното Евангелие што се читаше на Божествената литургија. И незалудно во 16-тата недела по 50-ница црквата восстановила да се читава. Може би мислиме дека пред себе си имаме еден историски настан што може би има значење, може би не. Но ајде да проникнеме малку под лабото. Ајде да видиме што во длабочината на ова бескреност ни нуди и сака да ни укаже Бог. Рековме дека човекот се оддалече од Бог. И рековме дека Бог дојде за човек. Единствен народ кој што до доаѓањето на Христа Бога успеа неповреден да ја сочува науката и ветувањето за доаѓањето Месија, заветениот Месија беше еврејскиот. Додека сите наши предци беа во калта и во темнината на незнабоштвото, во темнината на гревовност. Сите тие страдаа од гревот и се мачеа. Но иако едните беа избран народ, а другите беа народ, како што гледате тука, кој што е изедначен со кучиња, Бог промислуваше и за нив и за нас, паганите. Но што и како направи Бог сите нив да ги приведе кон Христа? Го направи тоа што евреите ги приведуваше на директен начин, односно преку пишаното слово и преку пророците, а нашите предходници, кои што не имаа спознаено вистинската вера, беа приведувани кон Бога преку индиректен начин, преку начин на маки, страдања, преку начин на робство и директно кажано преку начин на шамар. Еве една жена, пример, имаме една жена која што страда бидејќи незината ќерка страда. А како што можеме да видиме, оваа жена е незнабожец, бидејќи потекнува од сирофениските краишта, односно е потомка, е хананејка, односно е потомка на синот на Ноев хан, кои што биле староседелици во земјата Палестина, пред да се населат пределите. Поради оваа жена, поради тоа што не го познала се уште Бога и како и низиниот народ, и нашите родители, прародители кои што живееле во мракот на паганството, поради тоа што се уште го немале спознаено Бога,
од евреите биле сметани за кучи. И каде да биле видени, да биле во простор или на место каде што се наоѓале евреи, биле поничувани. Но само мајките го знаат чувството на какво е тоа да се жртвува и да се стави се пред себе за своето дете. Ние мажите, за жал, никога што не го знаем. Но жените, да. Тоа го гледаме што хананеиката, кога доаѓа пред Христа, не вели керка ми страда. Но вели помогни ми. Со тоа покажувајќи го незиното страдање. Но зарем не е жената хананеика, секој од нас. Зарем не е жената хананеика секој од нас, луѓето кои што се одвоивме и одделивме од Бога поради гревот? Зар не секој од нас може вистински поради гревот да се нарече како куче? Секој оној кој што се валка во својата нечистотија е подобен на животно. А Бог не создаде луѓе, не создаде по неговиот образ да се стремиме кон него. Но, иако кучиња, иако луѓе, Бог подеднакво помислува и за грешните, и за праведните. Гледаме момент каде што хананеиката со смирение пристапува и му вели помогни ми. Христос не ја ни забележува. Зошто така? Дали Христос е немилосрден? Што мислите? Дали Бог е немилосрден? Што сака Бог тука да не покаже? Вашето трпение. Јас го барам вашето трпение. Ова што Христос веднаш не ја забележува е со цел да покаже дека пред се е потребно нашето трпение за исполнување на нашите молитви. Бидејќи трпението е мајка на добродетелите. И трпението во молитва напротив може да не поведе кон вистинскиот пат. Хананеиката повторно вели: помогни ми, Исусе, сине Давид. Видете, една жена која не го беше спознала Бога, која воопшто не ја имаше вистинската представа за Бога, доаѓа пред Христа и го исповеда за Син Божи. Колку големи зборови. Со ова Христос сака и на нас, христијаните, да ни покаже дека вистински негови синови не се оние кои што се нарекуваат номинално христијани, бидејќи можеби сите сме крстени. Тоа е крстени. Но вистински синови Божи, вистински браќа, сестри Христови се нарекуваат оние кои што го подржуваат Христа на дело, оние кои што веруваат и го исповедаат Него. Еве, една жена која што живееше живот равен на куче, која што тонеше во своите гревови, заедно со својот народ, и која не беше го спознала Бога, пред се, носена од својата мака, бидејќи страда поради својата ќерка, доаѓа пред Христа, за која чула дека е голем и силен на збор и на дело, и дека е Месија, Спасител, Син Божи, доаѓа и исповеда дека Христос навистина е Син Давидов, Син Божи, и моли да помогне. Вашите молитви не се слушаат? Нема одговор за вашите молитви? Или немате доволно кредит на вашата сметка, па молиме дополнително? Не, тоа не е телекомуникација. Ако Бог не ги исполнува вашите молитви, дали сме се запрашали зошто? Може би
Поради тоа што вистински не веруваме дека Христос е Син Божи, како што поверува жената Хананеика, која беше омразнена поради тоа што беше сметана за народ нечист, прлав, тоест како кучиња. Сега изберете кој би ти расна кучиња ќе си земете. Тоа оставам на вашата креативност. Но таа жена со вистинска вера го исповеда Христос. А како? Христос си вели, следно, ќе цитира, не е добро да се земе лебот од децата и да се фрли на кучињата. И навистина, кој од вас додека неговото чедо јаде би му го зело лебот и му го фрлило на едно куче, макар да е кокерч, шпаниел, било што, пак остана вашата креативност. Има таков некој? Дали има? Така и Христос и го вели тоа. Дали сега Христос сака да ја рече марш таму, не сакам да те гледам? Не. Христос ова кога го вели, го кажува со цел, за да каже дека најпрвин дошол на земјата да ја проповеда својата наука помеѓу избраниот народ, од кој се раѓа по тело, за отпосле кога избраниот народ кој што го држеше, кој што ја држеше верата за пратениот Месија, откако ќе го отфрли Христа, да ја проповеда науката за спасението помеѓу нас, кучињата, кои што лежевме во гребот на во мракот и во калта на непознавањето Божие. Зошто го отфрлија евреите избраниот народ Христа? Тие беа во времето кога Христос дојде, според пророштвата, тие беа во време кога беше првиот цар што веќе не е од Давидовото колено. Ирод. И беа под робство римско. И тие бидејќи исто како на нашто ни е смачена сиромаштијата, на нив беше смачено робството. И тие и ден денес, ортодоксните евреи, и ден денес, одговорно тврдам, дека очекуваат Месија, односно Спасител, кој што ќе ги направи владеечки народ, кој што ќе владее со целиот свет и кој ќе им даде земно царство и земна власт, како што имаше во времето на царот Давид и царот Соломон. Но каква власт и какво царство донесе во светот Христос? Царство на духовниот мир, за кое што ви зборував пред малку. Царство на мирот во себе си и на ширење на мирот кон другите. Царство на спасението. Царство кое што не може никој да ви го земе. Освен вие самите да се откажете од него. Но Христос и вели така, јас не дојдов да ја проповедам спасителната наука помеѓу тебе, дојдов помеѓу многите. Зошто и го вели тоа? Дали за да ја отфрли од тебе, како што ние ги отфрламе, бегај бе, неизбајници, гнасенци, не ти давам ништо. Да, се случува тоа. Ги отфрламе од себе луѓето поради тоа што не си змиени, се брадосни, добро, не сум брадосан, смрдат на 100 километри. Ги отфрламе поради тоа, да, реално. Дали Христос го направи тоа? Бега ма гнасна си. Не. Зошто го направи тоа? Да ја биде цврстината на верата. И со тоа да ни покаже дека од нас ја бара цврстината на верата. А како ја покажа жената? Со тоа што рече, да Господи, знам дека сум грешна. Но како што и кучињата им служат на своите господари и јадат од трошките, така и дај ми мене од трошките на Евангелието и трошките на спасението. Толку ми е потребно. А што и рече Христос? О, жено, верата твојата спаси. И во тој момент оздрави ќерката. Цитирам: верата твоја те спаси. И верата ваша ќе ве спаси.
Така да. Ако денеска некој се среќни поради тоа што може да го добие спасението, тоа сте вие. Бидејќи знаете дека вашата вера ќе ве спаси. Но, саперка, верата без добри дела е мртва. Извичник. Надај се усеј у своја клјуса, велеше дедо Перо, односно, надевај се во себе и во своето магаренце. Нека, вие немате магаренце и денеска би било срам да носите магаре со себе, нека магаре биде вашето тело, а себе, јас, биде вашиот волја, вашиот разум и вашите чувства. Така да, Бог ве создаде за да го постигнете спасението и можете. Доколку не го постигнете, нема да ви биде никој крив освен самите ние. Тоа за утре тоа и за денес тоа.